Вести на Канал 8. Добар ден. Советот на општина Кочани го прифати барањето на комуналното претпријатие Водовод за покачување на цената на водата и надоместокот за канализација. Отврлен беше предлогот на опозицијската советничка група да се повлече точката од дневниот ред, а и покрај обемната дискусија и меѓустебните убедувања, сепак од 1 јули граѓаните ќе плаќаат поскапи комунални услуги. Советот на општина Кочани го прифати барањето на комуналното претпријатие Водовод за поскапување на водата за пиење и за услугите за канализација. По еден месец граѓаните ќе добиваат повисоки сметки, без разлика дали и понатаму водомерите ќе им покажуваат иста количина потрошена вода како и досега. Не помина предлогот на опозицијската советничка група точката да се повлече од дневниот ред, односно повикот до останатите советници да не ја гласаат, за да не им се зададе нов финансиски удар на граѓаните. Во образложението од комуналното претпријатие беше речено дека потребата за покачување на цената била од објективна природа. Првата важност на оваа одлука на моменталната цена на чинење на водата од 31 денар од 12 месец 2005 година до денес цената на електрична енергија е порасната за околу 54,7% или со намалувањето, односно 56,7% и со намалувањето порастот изнесува во нето износ од 52%. Водата во Кочани, знаеме, се препумпува 2 пати, се транспортира на оддалеченост од 5 км и се совладува висока разлика од 290 до 450 каде што е локацијата на фабриката за вода. Покачувањето на цената за канализацијата пак Папазов го образложи со потребата од изградба на регионална станица за прочистување на отпадните води. Сепак барањето за новите цени предизвика бурна дискусија, во која учествуваа само советниците од опозицијата. Значи неприфатливо е Кочани со најниска економска моќ на граѓаните да има највисока цена на чинење на цената на водење и на цената за вода за пиење и на цената за отпадни води. Значи ние ќе бидеме против оваа одлука, нема да ја поддржиме и ќе се обидеме преку различни методи да ги анимираме граѓаните, се со цел да добиеме поддршка да ја промениме одлуката доколку ја донесете денес. За просечно семејство кое што троши од 13 до 15 кубика вода, покачувањето би било некаде околу 230 денари или скоро 4 евра, што на месечно ниво приходот на јавното комунално претпријатие би го качило од околу 50.000 евра или годишно тоа ќе биде 600.000 евра. Значи овие две бројки случајно или не се поклопуваат. Најголемиот проект кој што е направен со јавното комунално претпријатие за овие 7-8 години кошта колку што ќе кошта само качувањето на цената за една година. Па господа, вие ова ако го направивме пред една година, немаше потреба од такви кредити да земаме па да плаќаме камати. Еве ја состојбата од 2009 година по метар кубен, а еве ја состојбата што ќе биде од оваа година, односно од 1 јули. Има разлика. Тоа граѓаните на општина Кочани најдобро ќе го почувствуваат со наредната сметка за вода. Нешто и околу канализацијата. Значи, ќе се каче до 18 денари по метар кубен. Што да правиме со населени места како што е моето Грдовци, каде што канализацијата е правена 80-те години од самодопринос. Луѓето си направили канализација и сега, ако трошат 30 или 40 метри кубни вода, по 18 денари месечно ќе им взимате само по кубик, тоа се некаде околу 300-400 денари само за канализација. Ако имаме некои општини каде што, како што кажа и колегата, има производна цена на водата и има продажна цена на водата, и некои општини се справуваат со тоа да продажната цена е пониска за разлика од производната цена. Еве јас упатувам прашање, некој да ми одговори, може и директорот, како тие јавни претпријатија успеваат да работат со намалена на некој начин цена на водата. И секако едно конкретно прашање од оваа калкулација во 2013 година фактурирано метри кубни вода. Ова значи дека е намалено фактурирањето, односно дека проблем е наплатата на вода? Прашањата од советниците не добија конкретен одговор,
така што по неполн час оставањето на точката на дневен ред, таа беше усвоена од страна на мнозинството во Советот. Со тоа, од 1 јули, граѓаните ќе плаќаат 11% поскапа вода и 150% поскапа канализација. Отпочната е меѓународна соработка помеѓу општина Кочани и Синј, како дел од проектот за женско предприемништво, промовирана е стопанска зона во рамки на хрватската општина. Општина Кочани и Сдруженијето на бизнис жени од Скопје во хотелот Национал организираа промоција на стопанската зона Кукузовац и општина Синј. Активноста е дел од проектот за женско предприемништво што вклучува отворање можности за создавање нови работни места и директни бизнис средби. Сдруженијето на бизнис жени од Скопје како иницијатор на настанот е едно од 120 вмрежени здруженија од тој тип на ниво на Европа. Она зошто сме денеска дојдени е фактички форум и запознавање и пред се поврзување на регионот. Значи регионот од 11 држави го поврзуваме преку една платформа за економско јакнење на жените. Во моментов ни се гости од стопанската зона Кукузовац, тоа е општина Синј во Хрватска. Тука се дојдени градоначалничката на општина Синј, директорката на стопанската зона Кукузовац, како и директорката на Центарот за предприемништво од Синј, така и директорката на GTF од Хрватска. Она што го представуваат сега се можностите за нашите компании да можат да вложуваат, инвестираат и одат чекор напред кон приближување кон Европската Унија, затоа што имаат поволни услови кои што ги нудат за нашите предприемачи. Овде можеме да слушнеме за слободни зони, за женско предприемништво, за бизнисот, стратегиите и се она што се случува во Хрватска и што треба да ни представува репер и да биде еден показател за да го повлече нашето женско предприемништво нанапред, за да може Кочани и Македонија да црпи од изворите, од програмата и фазите кои што се однесуваат на женското предприемништво, се со една единствена цел. Женското предприемништво да оди напред, да се отвараат поголем број работни места, се разбира, со тоа да се намалува невработеноста и да се намалува сиромаштијата во Република Македонија. Врло е важно, значи стратешки што Многу е важно што стратешки Македонија е пред влез во Европската Унија. Хрватска е веќе влезена, па со тој чекор понапред можеме да споделиме некакви искуства. Конкретно се работи за идејата луѓето од бизнис секторот да се поврзат. Иако Хрватска е веќе дел од Унијата, постои можност бизнисмените од Кочани кои зачувале дел од индустријата или развиле нова да дојдат до нови пазари, а и спротивно. Овде се жени на клучни позиции и не е случајно што тие се дојдени затоа што имаме голема програма за подршка на жените. Се надеваме дека ќе дојдеме до конкретна деловна и меѓуопштинска соработка. Прв пат сум овде и среќна сум што отпочнуваме нова историја. Предпоставувам дека наскоро ќе влезете во Европската Унија и би било добро да пронајдеме заеднички интереси, да подготвиме заеднички активности и мислам дека ова е почеток на едно успешно пријателство помеѓу Кочани и Синј. На промоцијата беа представени можностите за инвестирање во Синј и главните достигнувања на општината во поглед на женското предприемништво и воопшто развојот на стопанството. Текот на уписите на правачињата во основните училишта и подготовките за уписите во средното образование, како и полагањето екстерно тестирање и државна матура, тема на редовниот состанок на градоначалникот со директорите на основните и средните училишта, градинката и музичкото училиште. 95% од децата од општина Кочани што треба да тргнат во прво оделение се веќе запишани. Се работи на опфаќање на останатите 5% на деца кои треба да бидат опфатени во образованието и запишани во прво оделение. Уписите на правачињата како и почетување на реонизацијата, тема на состанокот на директорите на основните и средните училишта, градинката и музичкото училиште со градоначалникот Димитровски, кој се одржа во средното училиште Гоша Викентиев. Можам да ги пофалам нашите сите училишта, дека на највисоко ниво е отпочната организацијата и дека преку 95% се завршени работи, во некои од училиштата си 100% завршени подготовките, односно прибирањето на децата во прво оделение. Ни остануваат уште малкумина, кои што заедно со
невладините организации, заедно со нашите служби од општината, заедно со инспекторатот, ќе пробаме да ги собереме сите, за да можеме да ја постигнеме целта, ниту едно дете да не биде оставено на улица, односно да бидат сите опфатени во образованието во прво одделение. На состанокот се разговараше и за подготвеноста на училиштата за спроведување на државната матура која ќе се одржи на 31 мај и 11 и 16 јуни, како и за екстерното тестирање што ќе се одржи од 2 до 10 јуни. Средното општинско училиште Гошо Викентиев во тек со современата машинска индустрија со ново набавената машина граверка, која е наменета за потребите на машинската струка. Од сега учениците ќе можат нацртаниот цртеж да го изработат, односно изгравираат. Сите нацртани делови од страна на учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев од сега ќе можат да бидат изгравирани на медијапан со помош на новата машина граверка која за потребите на машинската струка ја обезбеди училиштето. Со новата машина значително ќе се подобри како теоретската, така и практичната настава во училиштето. На мене тоа е претежно за машинската струка, имаме смерови кои се поврзани со овакви компјутерски машини и машински техничари за компјутерско управување кои ги изучат овие машини, но ќе биде од помош и за електроструката, каде ќе се проучат одделни елементи метнати во самата машина од електроника, значи сензори, давачи и слично. Средствата се комбинира, иначе најголем дел од средствата се на локалната самоуправа, ќе изразам мојата благодарност до нив и дел се од наши собствени средства. Машината чини некаде околу 240.000. Значи малку е поскапа, затоа и не толку време ни требаше да обезбедиме средства да истата да ја набавиме. До сега без оваа машина практичната настава била отежната, додава Сребринов, затоа што се функционираше со помош на симулации на компјутер, каде што се гледаше само како се симулира работата на машините. А сега физички ќе може да видат учениците како цртежот може да биде изработен, односно изгравиран. Информатичката екипа на Средното општинско училиште Ванчо Праќе оствари голем успех во национални рамки. Го освои третото место на Кодокуп надпревар од Microsoft 2014. На Кодокуп националниот надпревар Microsoft 2014, Ванчо Праќе го освои третото место. Виничките представници најпрвен влегле во најдобрите 15 игри, шоурум или покажување на едукативна игра во соба заедно со останатите квалификувани 14 екипи од државните и приватни средни училишта. Целта на надпреварот беше користење на Коду Game Lab, бесплатната алатка која што ја има Microsoft дадено во употреба за сите наставници од целиот свет, за да можат да конструираат учениците едукативни игри, при тоа да разработуваат успешни приказни, така што учениците користејќи ја приказната и играта, истовремено играјќи ја играта, ќе можат да научат нови содржини кои што понатаму ќе ги користат во животот. Ние ја направивме играта Вени види дидичи, поведени од идејата на Цезар, кој што вели дојдов видов победив. Ние направивме дека ученикот треба да дојде, да види и да научи во нашата игра, затоа што Коду, јунокот кој што ние го имаме избрано за да не представува преку оваа игра, тргнувајќи од Плутон, ќе ги прошета сите планети и на крајот ќе стигне во Земјата, ќе ги запознае сите нивни карактеристики и се разбира ќе се влюби во нашата планета и ќе остане на неа. Целта ни беше да ги запознаеме учениците со убавините на планетарниот систем, на целиот сончев систем и истовремено да позборуваме за убавините на нашата планета со цел да можеме да ја сочуваме и за нас и за нашите идни генерации. Прилика еден месец 5 души. Програмата Кодо и дел од интернет туторијали од YouTube што гледавме да се разберем наредната година повторно ќе се обидеме да креираме. Општинскиот Црвен крст на Кочани ја заврши хуманитарната акција за помош на поплавените подрачја во Србија и Босна и Херцеговина. Оценките се дека акцијата е успешна, а поединци, граѓанските здруженија и компаниите биле несебични во донирањето на потребните артикли за луѓето кои настрадаа во временските неприлики. Огромен одзив покажале граѓаните на Кочани на повикот од Општинската организација на Црвениот крст за собирање помош за подрачјата во Србија и Босна и Херцеговина, што настрадаа во катастрофалните поплави. Акцијата за собирање на донациите што се реализираше во соработка со Кочанската локална самоуправа е завршена и веќе се прават првичните сумирања од тоа што е собрано.
Генерална оценка е дека е покажана голема хуманост и на сите пунктови граѓаните, здруженијата и компаниите донирале помош во рамки на своите можности. Имавме пункт во просториите на Црвениот крст, пункт кој беше во трговскиот центар, во пункт на Црвениот крст исто така имавме во Блешево Чешиново, во Зрновци, во населба Оризари исто го покриваше Црвениот крст и имаше некои месни комитети, исто така граѓанството беше вклучено во самото работни организации и нормално беа и неколку училишта вклучени, некои имавме ние наши волонтери во Гошовен Кентиев, исто така и во Кирил и Мете, останатите училишта сами собира храна, облека и потребни продукти кои беа со упатство препорачени од Републички Црвен крст. Од Црвениот крст потенцираа дека како помош за настраданите подрачја од општина Кочани бил испратен еден шлепер со флаширана вода и друг вид помош во прехранбени и други артикли што претходно биле селектирани. Во таа роба која што спомнав дека е целата селектирана е 117 пакети класирана роба или 3,5 тони во храна, 2,5 тони хигиена и 4 тони флаширана вода. Во магазинот истиот кој што го спомнав, останува уште 8 тона флаширана вода која што треба да се испрати и 16 пакети облека која што е нова и таа треба деновиве што е можно најбрзо да се испрати. Од локалната самоуправа која се вклучи во организирањето на хуманитарната акција упатија јавна благодарност до сите кои донирале помош. Ние како општина почувствувавме дека во тој момент е потребно и ние нешто да направиме и она што најмногу ми се чини во моментот го направивме е тоа што успеавме да ги анимираме бизнис секторот, значи да излезат и да донираат. Значи, иако само 2 дена беа ставени пунктовите и траеше собирната акција по инструкциите што ги добивавме, значи за тие 2 дена ние собравме навистина многу работи кои што беа потребни за настраданите, со тоа што веднаш по поставувањето на пунктот веќе фирмите доаѓа и донира. Значи, како што си земавме за право да ги анимираме, значи сега сакаме да ја укажеме една благодарност на сите тие фирми. Во прибирањето, селектирањето и транспортот на собраната помош од Црвениот крст рекоа дека освен професионално ангажираните се вклучили поголем број волонтери кои за целиот период додека траела акцијата давале несебична поддршка. Успешно одиграни уште 3 представи како дел од Драмскиот аматерски фестивал, кој годинава јубилеен и се одржува по 50 пат. Актерите и режисерите на досега одиграните представи се задоволни од изведбите. Останува да се слушне мислењето на жирито, чија одлука е закажана за сабота. Во чест на наградените, своја представа ќе одигра Скопскиот драмски театар. На сцената на Центарот за култура Бели Мугри на 4-тиот ден од одржување на Драмскиот аматерски фестивал се одигра домашната представа Домот на Бернарда Алба во изведба на Аматерскиот театар при Центарот за култура во режија на Кристина Атанасова Арсова. Режисерката задоволна од изведбата на представата. Јас како режисер сум презадоволна од мојата екипа, како вечерва изведува представата. Нормално, се си имаше свое влијание, како тремата, како тоа дека сме на фестивал. Фестивалската трема е малку поголема, бидејќи овде имаме луѓе кои што не пратат од сите страни, не посматраат. Тоа е жирито, меѓутоа моите деца, например, се одиграа прекрасно, со многу голем жар, едноставно уживаа на сцената и јас сум задоволна од нивната изведба. Во представата Домот на Бернарда Алба, како главна слугинка, односно десна рака на Бернарда Алба. Представата ја дававме еднаш како премиера, а подоцна имавме уште 2 репризи од кои сме доста задоволни од бројот на посетителите. Веднаш по домашната представа во салонот 2 на Центарот за култура беше представен театарски портрет на актерот и режисер Васил Шумански, чиј медијатор беше Трајче Кацаров. Театарската аматерска група од Скопската гимназија Никола Карев ја изведоа представата Чернодрински се враќа дома во режија на Митко Димовски.
На предпоследниот ден на одржување на драмскиот аматерски фестивал, детското драмско студио при Центарот за култура Бели Мугри ја одигра представата Мачка во чизми, исто во режија на Кристина Атанасова Арсова, а во вечерните часови се играат представите Отпишани во изведба на театарската група од Тетово, во режија на Владимир Јовановски и представата Ако вампирот би бил денес жив, дренажа на жили ќе ви направи, во режија на Роберт Гжеляк и Емилија Пољак. За последниот ден од ДАФ, според програмата во 12 часот ќе се одигра представата Одбележани во изведба на Одсегот за превенција од СВР Штип во режија на Трајче Кацаров и во 20 часот е закажано објавувањето на одлуката на жирито и прогласување на победникот. Во чест на наградените во сабота во 21:30 Драмскиот театар од Скопје ќе одигра представата Греф или Шприцер во режија на Дејан Дамјановски. Фудбалските возбудувања стигнуваат. Викендов предпоследно коло во женската и бараш надпревар за пласман во втората лига за мажи. Викендов на програмата е предпоследното коло во женската фудбалска лига. Иднина СВ сабота гостува во Речица, додека ЖФК Кочани е слободен. Последното коло на програмата е следната сабота, 7 јуни, кога кочанки официјално ќе ја освојат титулата во правенството. Стадионот Никола Мантов во Кочани ќе биде домакин на баражот Кожув Миравци Гевгелија Гоблен Куманово. Надпреварот ќе се одигра в сабота со почеток во 16 часот. Станува збор за надпревар кој ќе одлучи која од овие две екипи ќе обезбеди влез во втората македонска фудбалска лига. Сите бараш надпревари за пласман првично требаше да се одиграат во Скопје, но во последен момент дојде до промени поради проценката на Мавара дека одредени средби со себе носат безбедносен ризик, па истите беа дисперзирани. Се работи за востановена пракса за обезбедување виза. Еден надпревар во кој се среќаваат регионалните победници во фудбалските лиги и предпоследно пласираните екипи во надпреварувањата што се повисоки за еден ранг. You are my sun, my sun. You are my sun, my sunset. Вестите на Канал 8 завршија. Имајте убав викенд. Довидување.